Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Председателот на владата Христијан Мицковски ќе присуствува на самитот на лидери нашиот план до Европската Унија, кој денеска ќе се одржи во Тирана, Република Албанија. Предвидено е премиерот Мицковски да се обрати на панел дискусијата насловена Исполнување на заеднички обврски, резултати и заврзување. Даночни пазарни инспектори се приведени во истрага поврзана со пожарот во Кочани. Инспекторите го предупредиле газдата на дискотеката за инспекции, за тоа добивале мито од неговиот син. Приведени се 8 лица, од кои за 20 осомничени се вара мерка притвор, а за останатите мерки на предпазливост. Се проширува истрагата за работењето на дискотеката Пулс. Во соработка со Кочанското обвинителство и полицијата, денеска и во текот на вчерашниот ден се уапсени десетина лица. Најголем дел од нив се инспектори на УЈП од Штип и Струмица. Според државниот обвинител Коцевски, за лицата постоел сомнеж дека земале мито, оддавале службена тајна и ја злоупотребиле положбата како даночни инспектори. Денеска се приведени нешто помалку, по моја информација, околу десетина лица и во моментот се вршат претреси на одредени локации. Само можам да ви кажам во овој момент дека се работи за лица вработени во управата за јавни приходи, а за кривични дела, тоа прва ќе видиме, меѓутоа првичните сознанија се за кривични дела злоупотреба службена положба, овластување и примање и давање мито. Според обвинителството, постоел сомнеж дека инспекторите на УЈП директно комуницирале со собственикот на Пулс Дејан Јованов и го информирале дали и кога дискотеката ќе биде контролирана. Таквата комуникација се одвивала преку апликацијата Вибер, беше објавена и во медиумите, а покажа дека даночните инспектори добивале и подароци. Меѓу лицата кои се уапсени е и Драганчо Паунов, кој е брат на ВД председателката на Скопскиот кривичен суд, кој според објавените разговори бил во постојана комуникација со собственикот на дискотеката и го информирал за плановите на Штипската централа на УЈП. Јавноста беше запознаена дека се водеше предистражна постапка за лица кои што беа вработени во управата за јавни приходи, а поврзани со на некој начин со Кочанскиот предмет. Овој предмет не може да се спои со сегашниот Кочански предмет, затоа што овде не е поврзаноста на штетната последица, односно смрт. Ова се кривични дела за злоупотреба, давање и примање подкуп, што нема врска со овој кривичен правно настан. Апсењата на инспектори на управата за јавни приходи од Штип и Струмица доаѓа по неполни 24 часа од почетокот на судењето за Кочанската трагедија. Во својот воведен говор, обвинителството најголем простор обезбеди за собственикот на дискотеката Јованов, за кој се вели дека негов единствен интерес бил профитот. Токму тој се наоѓа во центарот на денешната полициска акција за апсење на инспекторите на УЈП кои земале подкуп и подароци од Јованов. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Собраницката комисија денеска ќе го утврди кандидатот кој ќе предводи антикорупцијска комисија по спроведените интервјуа во изминативе денови. Актуелниот генерален секретар на антикорупцијската комисија, Адем Чучулј, е највисоко рангиран на листата што ја направи комисијата за селекција за прв човек на ДКСК, и тој на утрешната седница на комисијата за избор и именувања. Најверојатно и ќе биде утврден како предлог за председател на независното тело, дознава Сител. Иако не мора да се водат од ранг листата, партиите неофицијално се согласиле овој пат да одат со кандидатот со најмногу поени со цел да се избере председател на ДКСК кој нема да биде избран со надгласување и ќе може да го врати кредибилитетот на институцијата. Предлогот од комисијата ќе треба да биде потврден и на пленарна седница. Комисијата за селекција го заврши рангирањето откако 2 дена ги интервјуираше пријавените 10 кандидати кои пак аплицираа за оваа функција уште пред локалните избори. Чучулја предводи листата со оценка 9,65, а зад него се поранешниот ревизор Бранко Смилевски и професорот Кимо Чавдар. Според биографијата доставена од Чучул, тој е дипломиран правник кој најголем дел од својот работен век го поминал во ДКСК, и тоа од најниското скалило па се до генерален секретар.
Антикорупцијските експерти велат дека во овој момент на антикорупцијска и треба на вистина квалитетен човек со интегритет. Тој треба да сега да внесе една нова енергија и со својата работа да придонесе за подобрување на кредибилитетот на институцијата, што значително се наруши по покренатото обвинение за претходната председател. Исто така, тој мора да придонесе за надминување на забелешките во извештајот на Европската комисија. А тоа е да се подобри комуникацијата со јавноста, да се работи потранспарентно и непоколебливо да се постапува, особено по предмети со политички сензибилни елементи. Значи, висок интегритет и непристрасно, независно и професионално и законско работење. Да не забораваме дека станува збор за институција која што има превентивна улога. Значи, тоа ви е исто како да одите на доктор за систематски преглед. Ама хирургот е обвинителството и судството. Комисијата за спречување на корупцијата добива нов председател откако Татјана Димитровска си поднесе оставка откако стана обвинета во случајот Едитив, дека на обвинет во случајот пренесувала информации. Дополнително одговара за фалсификување на сертификатот за државна тајна, бидејќи во нејзино име друг го полагал електронскиот испит. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Реформските закони во следниот период ќе се носат со засилено темпо. Законот за судски совет е веќе подготвен, а интензивно се работи на новиот кривичен законник. Премиерот Мицковски го повтори ставот дека не гледа причина за зголемување на буџетот на судството. Законот ја помина целата владина процедура и на последната седница на владата е донесен законот. Очекуваме во брз период откако ќе биде пратен, да биде доставен до нас заедно со одредени евентуално забелешки кои повторно ќе бидат надоградени законските решенија со истите и веднаш ќе биде испратен во собраниска процедура. Во моментов сите органи и институции се должни да ги почитуваат важечките закони, без разлика во која фаза на донесување се новите закони кои што се дел од пакетот на реформската агенда, меѓутоа не облигаторно, меѓутоа треба да ги имат во предвид и критериумите, очекувам да ги имат во предвид при изборот и критериумите кои што се содржани во новото законско решение, кои се дел од препораките на оценската мисија. Јас мислам дека 0,25% е нешто кое што е прифатливо за судовите и 0,1% за обвинителите или севкупно 0,35% од нашиот бруто домашен производ. Ке повторам, има председатели на судови кои што имаат месечни примања од околу 180.000 денари. Јас како премиер јавно кажувам, мојата плата со стажот во годините кои што ги имам од претходно е 155.000 денари. Значи, отприлика 2.500 евра. Еве, не мора да е многу подоле, барем иста нека биде. На председателот на суд. Дел од студентите ги продаваат ваучерите за електронски уреди за пари и за значително пониска сума. Ваучери добили студенти запишани на мастер, иако тоа не им следува. Мислам дека и да ги препродаде, не би можеле да бидат искористени, бидејќи таму се со лични податоци, така што мислам дека се тие обиди јалови, но тоа мене ме загрижува. Законот вели дека право на ваучери имаат студентите на додипломски студии, на интегрирани студии до 29 години. Тоа е законот и според законот така и ќе си добијат студентите ваучери. 5 стручни доктори ќе даваат второ мислење дали пациентите треба повторно имаат потреба од кардиохируршка операција. Новите протоколи се воведуваат и во државното и во приватното здравство, откако било утврдено дека десетина пациенти биле оперирани заради профит. Еден од начините како се работи во светот, а да имаме второ мислење за секој пациент дали треба да се оперира или не треба да се оперира, се креира таков тип на хард тимови. Вчера имав состанок со советодавното тело, анализирана беше идејата, таа идеја веќе и тој стил на креирање на политики и на методологии функционира во светот. Истиот ќе биде имплементиран кај нас. Ќе креираме нов протокол, ќе треба да се креира за да може таа компонента на хард тим да биде дел од протоколот. Една недела ни треба, најверојатно до наредната недела ќе ги знаеме новите протоколи и ќе може од
наредниот понеделник, значи за 2 недели од сега, да функционираат таквите хартимови. Вестите во 8 завршија, во следното издание подготвуваме нови информации, бидете со нас, пријатно.